Денес во ексклузив ординацијата со доктор Александра Димова ќе зборуваме за остеопорозата, што представува таа, на која годишна возраст се појавува, кои се причините за нејзино појавување и како да придонесеме за нејзиното лекување. Остеопорозата представува метаболно заболување на коските, кој што се карактеризира со губење на минералната коскена густина. Како последица на порозноста на коските, доаѓа до компликација во вид на скршеници на самите коски. Остеопорозата представува заболување кое го напаѓа претежно женскиот пол, особено во возраста после менопаузата, и статистиките покажуваат дека една од 5 жени над 50 годишна возраст страда од остеопороза. Симптомите на остеопорозата во почетокот ги нема и затоа ја нарекуваме тивка болест. Симптомите всушност се појавуваат кога ќе почнат да се јавуваат скршеници на коските. Најпредиспонирани кон скршениците представуваат пршленските тела, кои што на повеќе нивоа можат да колабираат и со тоа доведуваат до симптоматологија од типот на појава на кифоза, односно подгрбавеност на телото и губење на телесната висина, како и појава на болки во грбот, болки во вратот, болки кои гравитираат кон долните екстремитети и така натака. Покрај пршленските тела страдаат и долгите коски, пред се страда бутната коска и зглобот на колкот, која е многу попредиспонирана кон скршеници при така наречените нискоенергетски трауми, односно при мали безазлени секојдневни падови, а исто така и подлакотната коска, односно пределот околу рачниот зглоб. Остеопорозата се диагностицира на неколку начини, меѓутоа златен стандард во диагностиката на самата остеопороза представува така наречениот DEXA скен, односно коскената дензитометрија. Коскениот дензитометар ја мери минералната густина на коските на неколку нивоа, стандардно на лумбалниот дел од дрбетот и на двата колкови, како и на подлактицата во делот над рачниот зглоб. Според добиените вредности се одредува дали коскената густина е во границите на нормала или пак имаме отстапувања. Се што е отстапување во однос на стандардните девијации во висина од 1 до 2,5 стандардни девијации од нормалните вредности го нарекуваме остеопенија, а пак отстапувањето поголемо од 2,5 стандардни девијации од нормалната вредност на минералната коскена густина веќе представува остеопороза. Коскената дензитометрија представува брза и едноставна процедура која што користи минимални дози на ионизирачко зрачење и која што представува нетрауматска и едноставна процедура за самиот пациент. По однос на добиените резултати, понатака ги даваме препораките за третман. Остеопорозата се третира на неколку начини, пред се медикаментозно со лекови од типот на бифосфонати и алендронати, кои што помагаат да се намали пред се ризикот од скршениците на коските. Понатака, покрај тие лекови даваме суплементи или препарати кои најчесто користат комбинација на калциум и D-витамин, кои што се битни за зацврстувањето на коските, а исто така советуваме и режим на исхрана кој што е пред се богат со калциум, но и физичка активност која што активирајќи ги самите мускули, преку нив ќе ги активира и коските и со тоа ќе доведе до стимулација на размената на коскената маса, односно процесот на нејзино губење и ресоздавање, така наречена коскена ремоделација и зацврстување на самата коска.